Продолжуваме онаму каде што застанавме. Верувам дека веќе имавте време да си го направите вашиот омилен пилок и да уживате во разговорите кои ги имаме. Но пред да продолжиме натаму, и овој дел ни е најчесто резервиран за фотографии, професорката има битна информација која што сака да ни ја сподели. Професор Станислава, сакам заедно јавно да ги поканиме сите љубители на убавата фотографија. Може и да прикажеме нешто што ќе ни се случува и тоа во Куманово. Споделите ни вие повеќе. Во петок, во 19:30 часот, во галеријата во Куманово, се отвара ова изложба на фотографии, каде што главни ликови се инсектите. Така. Иако нели зборуваме у негативна конотација сега за нив, заради проблемите што ги имаме од нив, ги сузбиваме, користиме инсектициди, меѓутоа инсектите се нешто, едно од најубавите нешта што постојат. Тие се, да кажеме, лајтмотив за многу уметници и креатори, бидејќи нивните бои и форми навистина се нешто што воодушевува. Така, и овие мал дел на фотографии кои ги имаме тука воодушевуваат, како се доловени. Да, како изгледаат, всушност ние ги гледаме како мали или не ги гледаме доволно како мали суштества, меѓутоа тие се богатство од боја, форма, разни недодатоци што имаат и многу често се користат во моден дизајн. Во овој случај тоа се фотографии од шпанскиот фотограф Педро Луис, кој што аматерски се бави со ова област. Меѓутоа, едно здружение во Куманово кое што врши промоција на интелектуални и мултикултурни и спортски вредности, се вика Мотус, ја организира ова изложба и навистина е вредна да се посети. Така, изложбата е бесплатна, отворени се вратите за сите љубители на уметноста и на инсектите кои што сакаат да ги погледнат. Да ги гледаме у едно друго светло, не само како штетници. Негативно, да. Во се треба да најдеме нешто убаво и позитивно. Така и во овие прашања се надевам дека ќе најдете убаво и позитивно. Едно интересно прашање повелете професорке. Ова се легитимните избори кои што ги имаме. И подадете и на Маја. Маја, ќе започнеме од вас, бидејќи немавте избор, туку она што остане како прашање, гласно прочитете, не го исподелете. Што го прави светот подобро место за живење? Ама филозофско прашање вака од Собајле. Но не спремна сега. Да. Ама сигурна сум дека си размислувала некогаш на оваа тема. Пред се јас пак ќе се навратам на семејството, на домашното воспитување и на емпатијата кај луѓето. Значи, доколку нема емпатија во еден човек, мислам дека светот не би бил подобро место за живење, бидејќи се тргнува од дома, од тоа како ќе го воспитаме нашето дете и како ќе се развива во една индивидуа и доколку тој човек е зрело воспитан и созреан, ќе има и светот ќе има едно подобро место за живење со такви луѓе. Во светот и ги учат децата емпатија, некако во Македонија тоа за жал се уште го немаме никако тема, никако. Јас верувам дека да се направи една анкета на луѓе и да се праша што значи зборот емпатија, ќе има добар процент на луѓе што не можат да го објаснат зборот емпатија. Така. Го мешаат со сочувство многу често. Да. Токму така. Професорке, кој е вашето прашање? Да, во што најмногу веруваш? Во што најмногу верувам? Да. Верувам во љубовта, класично, нели, класичен одговор. Љубовта кон себе, кон професијата, кон своите, кон семејството, поширока, во романтична љубов. Љубовта е нешто што не придвижува и што ни дава сила и ни дава иднина, да кажеме, да ги гледаме работите поинаку, да се поврзуваме, љубов кон професијата која што не води напред, да истражувате, да ги наоѓате добрите работи, некогаш и во лошите состојби. Така, убаво кажам. Иване? Моето прашање, кој е вашиот омилен автор, уметник, научник или филозоф? Околу автори од македонската естрада, да речем, на автори, омилен ми е Марко Цепенков, има многу убави приказни и сказни за деца. Со ќерка ми си ги читаме скоро секоја вечер. Од странската
естрада, литература, да речам, Себастијан Фицек ми е така Интересен омилен, избор. пошто има така многу интересни Значи малку книги. повеќе по мистерија, трилер, Да, нешто по така. мистерија, трилери, така малку му се интересни и дури забегани книгите за читање. Има различен од Марко Цепенков. Да, дефинитивно. Милени, имаш едно интересно прашање на реклами, па мислам Да, извини се, ќе мора да те, односно ако имаш уште нешто Па, слободно за додат. научник сакав да кажам само. Слободно, па после ќе да одиме си ја со тоа прашање, поздравам да. мојата колешка Марија Кирис-Клодовска. Значи она ми е како пример, хемичар кој што да речеме ете успел, направил стварно големо откритие во време кај што жената не била толку Така. на пиедестал издигната и рамо до рамо со мажите, така да она ми е инспирација. во Така, животот. како и на многумина Како и жени, на многумина верувам. жени, да. Да, оно што исто така беше едно прашање кое што го споменавме, ма не успеавме заради рекламите околу доењето. Многу жени на почетокот и не знаат како да го направат тоа, тука сте вие како тренери сертифицирани да им помогнете околу позите, држењето и така натаму, некои се плашат, па некои бебенца се помали. Има ли тука некоја адекватна поза или е субјективно за секоја мајка? колку мајки страхуваат да не го задушат Па додека да, па да не да, заспијат да. заедно со бебето, Да. мислам тоа се реални стравови. Така, да. Значи пози за доење има многу. Добро. И секоја мајка треба да експериментира и да си ја најде позата за доење што не за најмногу ја одговара. Така. На почеток најкласична поза е бебето да си го ставиме на рака, лулка и да го закачиме. Обратна лулка има со другата рака да го држиме со другата градата. Фудбалска топка кај што бебето ќе биде легнато на грб, па вака нели поставено. Интересни називи. Да, метафората е добра. И називите се интересни и позите се интересни, меѓутоа, значи што е битно за една нова мајка? Најбитно е да има правилен фат на града. Значи, правилен фат на града изгледа кај што бебето длабоко ќе ја фати градата, не цица бебето само од брдавицата, него цица од градата. Значи, треба длабоко да биде тоа поставено, асиметрично, не треба да боли. Значи, треба да гледа она кога го мести бебето, баш она убаво да има фатено и дел од ареолата, не само брадавицата. И кога бебето ќе почне да шмука, да цица, да не чувствува болка на градите. А во однос на позите, значи стварно треба секоја мајка да си експериментира која поза најмногу ќе ја одговара. Може и легната на страна, бебето на страна да биде, може и во некоја полулежечка положба. Тоа зависи и од бебето, и од анатомијата на градата на мајката и нив што најмногу им одговара. Има сега и помагала, нели, некои перници Да, кои што перници се за ставаат. доење исто така, и тоа се исто помагала и тие се во форма на подковица, нели? Да. Се ставаат тука на стомакот за да може полесно да маневрира, да и бидат рацете слободни, да може убаво да го постигне тој длабок фат. Може тоа и на пример доколку немам перница за доење, со обична перница да го направи. Битно е тоа, значи да внимава мајката да постигне длабок фат на градата. Да процесот е уживање. Да, процесот е уживање. Еде да уживаме во вашите фотографии што ни ги споделивте, па дополнително да го надополниме овој разговор со се она што го зборуваме со нашата дама, да ги погледнеме фотографиите од Ивана Тасевска, бидејќи имаме доста фотографии од едукација, па некако да се надоврзаме на се ова што го зборуваме. Да, тука е јас. Ева таа перница. Да, перницата за доење, тука баш ова е на настанот по повод на Светска недела на доење. Годинава имавме соработка со Наташа и со Јасна. Во Центар Јадро имавме организирано многу убави едукации за трудници кои што беа бесплатни. Се организираат секоја година. И тука имавме предавања. Овде јас објаснувам како се постигнува тој длабок фат на градата. Ова се моите групни едукации за трудници од курсевите кои што ги држам. Сега имавме во едно йога студио Йофит by Љуби во аеродром. Тука беа одржани во една пријатна, интимна атмосфера, кај што буквално можевме да си споделиме искуства. Ова сме со мојата јатрева, заедно како двете си имаме бебенца и двете си ги доиме. Кафе, разговор или чај? Кафе, разговор во друштво со доење. Да, ова е така една од моите подраги слики. Ова е мојата втора керка, како Втора дои. љубов? Втора љубов, да. Мислам дека имам пуштено еве ги тука моите Комплетната фотографија слика, љубов.
Колку е возраст на првата киркичка? Првата киркичка е 4 години, втората 11 месеци. Уште малку годинка. Да се живи и здрави. Ала. Како се нивните имиња? Калина и Јована. Убави. Чебави, Да. македонски Да, имиња. македонски традиционални Да. имиња. Прекрасно. Они ми се инспирација за се. Така. Мислам дека една жена кога станува мајка, добива инспирација и се отвараат широки хоризонти Така. и може да постигне нешто што дури не ни замислувала дека го има во Во себе. Бога ми да. Да. Ова е една интересна изложба на фотографија. Да, значи на нас по повод на настанот за Светската недела на доење, Драгана од Love Click фотографи ни направи доенечка фотосесија на мајки кои што дојат. Изложбата се викаше Во меѓувреме дојам. И тука сакавме да ја доловиме реалноста како изгледа доењето, пошто не е баш така како што се пласира на социјалните мрежи, Ништо не е како што се пласира на свари социјалните. мајката, нели, чај, кафе, па ќе седне, па ќе го дојде детето. Реалноста е дека доењето е нешто што се одвива во секојдневието на една жена и тоа се дои за време додека она нели чисти, готви, пере и така натака и се прави нели овакво и баш на тие фотографии успеавме да го доловиме секојдневието како доењето изгледа баш во секојдневието. Колку е се уште табу да се дои во јавност? Доење во јавност, па видете, значи тоа е нешто што сега се искоренува. Гледам дека многу повеќе жени се охрабруваат да дојат во јавност. Имам сега и помагала кој што се марам, иако не сака баш нели тоа да биде толку експонирано, може и да се покрие, но гледам дека се охрабруваат мајките и луѓето почнуваат да не го гледаат доењето како нешто што е срамно, што воопшто и не е. И гледам дека не ги загледуваат мајките што дојат. Секоја мајка како може има малку срама, ама подобро така отколку некој да реагира бурно. Секоја мајка која што прв пат треба да дои во јавност, мислам дека го има тој страв дека сите сега ќе гледаат во нејзе. Реалноста е дека не е така. Значи сега гледам дури во јавни места, например кафичи, ресторани, не само например на клупа во парк, него и во кафичи, во ресторани, слободни се жените, си ги дојат децата, никој нити ги гледа, нити им спомнува нешто, што е за стварно поздравување, пошто тоа е начин на хранење, исто како ние што јадеме во ресторан, така и бебињата мора да јаде во тој момент кога е гладно, да, така. Дори во еден парламент имаше, мислам. Да, имаше и мајка во парламент. Споменавте професорке во парламент. Потикнува, да. Така, се И јас сум се потикнува. појела моите деца во јавност, се сеќавам имаше еден роден ден, бевме на роден ден и Лазар му се јадеше, седевме на маса и јас сите седевме, значи не знам, 20 души на маса и јас си извадив градата, си го надоив детето, никој ништо не ми кажа. Природен процес. се Тоа е најаде. многу нормално и Нормално, никош не сум имала проблем со доење во јавност. Ева е родена дете во корона, така да дојде само дома. Само дома, Дома и од двор. Али Лазар сум го доела секаде. Буквално секаде. Да. Убаво е да ги охрабриме жените, бидејќи доењето е навистина волшебен процес каде што поврзувањето на мајката со детето е нешто што е магично. А кога сме кај магијата, да погледнеме фотографија од Маја и она што го зборувавме за незината нова колекција. Маја, слободно раскажувајте ни што се гледаме на екранот. Значи ова е како што кажав и на почетокот, новата колекција, конкретно ова се рачно плетените джемпери, кои што пред се многу ми е драго дека ги изработуваат жени овде од Македонија. Мене целата идеја ми е целото производство да биде во Македонија и да биде буквално целиот производ made in Македонија. Другите дизајни кои што се еве го и во кафеава боја. Другите дизајни значи кои што се изработени од памук исто се произведуваат овде, но многу интересен факт е дека и самиот материјал се произведува кај нас. И од самата ткаенина всушност се изработуваат и самите дизајни, конкретно еве панталониве кои што се самата ткаенина е произведена тука и потоа се изработува и дизајнот. Ова е најновата колекција која што излезе пред неколку недели. Интересен е изборот на позадината
И во фокус она што е убаво. Значи, каде се локацијата, каде е ова фотографирано? Ова е, значи, во стара фабрика Македонка во Штип, текстилна фабрика, во погоните кои што веќе не се во функција и буквално е останато такво како што е. Сакав да го доловам тој индустријски момент и на нешто кое што е, нели, сега пред се удобно, јас така да кажам, и со еден класичен дизајн, бидејќи моите дизајни пред се превладува класиката, каде што има безвременски парчиња што може да се купат и да се носат со години. Не сум фан на брза мода и не сум фан на нешто што е трендовски актуелно. Знам некогаш, нели, нормално да вметнам во мојот ормар, и нешто како боја или форма, но тоа е многу ретко се случува. Можам да забележам кафена, бордо, бела, црвена, тие ли се боите кои што ќе одбележат оваа есен? Знаете како, јас секогаш користам бои кои што соодветствуваат со мојот сензибилитет и со мојата нели печатот, белегот на мојата колекција. Пред се боите се инспирирани сите од природата, затоа што и самите материјали се природни. Никогаш не користам бои кои што не се инспирирани од природата, но само тоналитетот го менувам. Значи, ако е, нели, пролет, лето, боите се малце попастелни, во есен, зима, сега што гледаме, потемни. Токму така, и пак сакам да се надоврзам на фактот за брзата мода и за полиестерот кој што сите го конзумираат, а всушност не читаат етикети. Навистина е неверојатно колку полиестерот е штетен, исто како и храната, како што кажа и професорката, но овој пат тоа влегува преку кожа, не директно преку уста, него влегува преку кожа. Не знам колку се запознаени луѓето дека полиестерот е пластика и дека тие синтетички материјали дел се правени од нафта. Всушност ние нафта носиме на самата наша кожа, и тоа го носиме 8 до 10 часа во текот на ден. Драго ми е што во овој момент и да тие мокни пореки кои ги имаше на модната недела во Штип. Да, токму така, значи нема мода на мртва планета. Не е битна модата тука, значи знаеме дека јас пак ќе кажам, не се битни финансиите овде. Затоа што ние можеме да купиме и памучна мајца од 100-200 денари и тоа да биде 100% памук. Не зборуваме овде за луксузни дизајни кои што коштаат многу. Зборуваме за нешто што секој може да си го приушти, но битно е да го читаме составот. Поготово кога ќе видам мајка која не чита состав за дете и го облекува во полиестер затоа што тоа било естетски убаво и детето требало да биде убаво облечено, навистина не можам да го, така ќе се изразам, да го сварам тој момент. Треба да знае мајката за овие факти. Знаете како, јас доста зборувам на оваа тема. Многу ми е драго што во последните години лично луѓе ми си имаат обратено и ми имаат кажано: ти благодарам што не ги отвори очите и заради тебе почнав да читам состав. Не мора да е 100% природен материјал, барем 80% од материјалот треба да гледаме да е природен материјал. Затоа што навистина штетно влие за нас и за целата околина. Морам да кажам дека правеле една студија во Америка каде што на група од луѓе на работна позиција во 8 часа и еден месец им е дадено да носат 100% природна облека, на друга група на луѓе им е дадено да носат облека која што е изработена од вештачки материјал, од синтетика. Групата на луѓе, исти работни обврски им се дадени на едната и на другата група. Групата на луѓе кои што носеле природен материјал, работните обврски ги извршиле пред време и биле многу успешни во тоа што го сработиле, за разлика од групата на луѓе кои што носеле синтетички материјал каде што ништо не завршиле. Дел од обврските нормално ги завршиле, но поголем процент не завршиле од обврските, не можеле да се скоординираат меѓусебно и сето тоа довело до неуспех и до конфузија. Колку облеката влие на нашето расположение? Многу.
Многу. Да, многу На луѓе многу. за жалува не го знаат. Не го Маја. знаат, да. И убаво што говориш јавно за ова, верувам дека има и други кои што се свесни и говорат, но можеби треба малку повеќе да се даде акцент и да се стават некои граници кога станува збор за она што се пласира на социјалните мрежи. Бидејќи младината таму најмногу се информира. Токму Реално така, социјалните мрежи се најголем извор на информации кај помладата популација. значи јас пак ќе кажам, доволно е за почеток да се чита состав. Да. Не е битен дизајнот, да има и дизајни од природен материјал кој што нели се убави, кој што можеме да ги носиме и пред се удобни за кожа и за тело. Не е битен дизајнот, битен е составот на самиот материјал, на самата ткаенина која што ќе ставиме на нашата кожа. Ама и се чувствува некако, Така еве да се потсетиме сите кога носиш нешто природно, навистина поубаво ти е како да не носиш. Знаете ништо како се во чувствува. денешно време полиестерот толку манипулаторски го прават да изгледа толку природно пријатно на кожа, толку меко и кога ќе ми каже некој си купив џемперче, леле види колку е меко. Викам, Дали ја види етикетата? 100% полиестер. Да, толку е меко. Затоа што тоа се обработува и се. Волната знае да биде и погруба, затоа што знаеме, сите имаме носено плетени џемпери од нашите предци, Боцкат. баби. Да, од бабите, да, има и да, мерино да. волна, кој што е нели нормално и малце попријатна за носење. Сето тоа, да, можеби повеќе чини во моментот да се купи, но овде гледаме на долгорочни стази, Да, за здравието. затоа што не е само за здравието, затоа што кога ќе купиме нешто што е поквалитетно, знаеме дека ќе трае со години. Тоа И сигурно. секогаш говорам за тоа дека секој од нас во својот ормар треба да има капсуларна колекција. Многу од јавноста не знае што е капсуларна колекција, еве јас можам сега и да објаснам во кратки црти. Значи, капсуларна колекција е една базична колекција која што секој од нас треба да има во својот ормар. Што тоа значи? Квалитетно црно одело, црн фустан, бела кошула, чевли, кожна црна ташна, некои аксесуари кои што нели нормално безвременски. се безвременски, кои што може да се носат, капут, во есен мантил, памучни бейзик мајци, бели неколку, памучни, зборам 100% памук. Така. И тоа е тоа. И може да комбинираме до бесконечност. Доколку е, тоа доколку го имаме ние како база, тоа ќе трае 10 години, зборувам доколку е од квалитетен 100% природен материјал, тоа ќе трае 10 години и сезонски можеме само да го надополнуваме со 2-3 парчиња облека. Така нема да трошиме финансии, затоа што ќе купиме 3 парчиња, кои што базично основа, така. ќе ги проциркулираме во самата колекција и ќе имаме квалитетна облека која што трае со години и ќе имаме пред се здравие. Така. Браво. Кога сме кај обликата и кај изборот професорке, колку ете внимавате што ќе одберете и бидејќи имате 2 ќерки, сакате да оставите нешто во наследство за нив. Јас знам мојата ќерка секогаш за накитот и била ќе биде оставен. Да молам не го играј сега. Секако накитот останува. Сите се трудиме да бидеме актуелни во барем дел од тековната мода да повлечете. И колку еве ги читате она што го спомена и Маја, квалитетот на Ги читам, меѓутоа некогаш изборот или тоа што сакате да го земете е полиестер. Па избирате да го земете, нели? Тоа е импулсивно купување, Да. јас ќе кажам. Значи треба да Некоја некоја пригода, да се- нели во моментот ако нешто ви треба. Ма добро, Што го направиле тоа за реално? некоја пригода е во ред каде што ќе го облечеш, нели? Кратко, Неколку еден час, часа да. и тоа е тоа. Но јас зборувам генерално целодневно, за за секојдневната целодневно облека која што сме носење, од да. сабајле до вечер Да, облечени да, во да. истата облека. И тоа секој ден се случува. Така. Ивана, како е кај вас? И колку еве често пати кога сме во процес на доење одбираме гардероба која е комфортна за Да. Па најчесто и дома кога доиме не носиме ништо, само пижами. Само пижамата на нас. Значи Реално. јас како хемичар што исто ги разбира Материјалите. и како хемичар кој што работи во лабораторија за анализа на текстил, многу добро ја Го разбирате. знам и разбирам ова Маја што го збори. Значи дефинитивно природните материјали и не прават да се чувствуваме подобро и не прават да поздрави во секојдневието. Јас исто во мојата гардероба, значи, кај мене во плакарот да отворите, 99% од работите се од природни материјали. Многу читам состави, многу ми е битно што ќе облечам, не следам трендови. Си имам некој мој тренд што сум си го замислила во главата, како јас треба да се... личен стил, Да, да, личен подобро стил. отколку трендот. И мене ми е битно облеката да биде комотна,
и да биде изработена од природни материјали. Гледам стварно да купувам облека која што е поквалитетна и од природни материјали изработена, не толку гледам да речеме дали е тоа актуелно или не, мене да ми се допаѓа, мене да ми стои убаво и мене да ме прави да се чувствувам добро. Тоа ми е битно од облеката. Така. А кога сме кај безбедноста на облеката, колку ни е безбедна храната, професорке, во Македонија? Барам овошјето и зеленчукот кој треба да го имаме во изобилие. Еве малку да ја смириме македонската јавност. Безбедноста исто се однесува и на облеката, Така. затоа што памукот кој што се произведува исто така се третира, нели? Така. Има многу прашања. Знаеме дека инсектицидите нели може да влијаат негативно ако ги земете преку кожа. Меѓутоа има прашање и дали генетски модифицирани памук, кој што е како генетски модифициран организам, може да има штетно влијание на воопшто не ја отворивме кај генетската Добро, му. после тоа што се случи, да речеме, во Трубарево и ред други такви ситуации, значи тоа се влие. Апсолутно, значи воздухот кај отиде или И допрвак има последици. Почвата. Сите честици што беа како загадувачи контаминенти во воздухот кај падна во почва, почвата понатаму Јас е мислам дека средина стварно која се никој нема користи. поима што ќе се случи. Па И не мислам знам и дека дали се правеа замараат. нешто анализи, меѓутоа премногу позитивни излегоа анализите од Многу се што се ентузијастички некако смрдеше во воздухот 5 дена, они викаат дека Да, воопшто ама не е загадено избори, и Зависи што спрема, испитувате, да, нели? да. Може да испитувате нешто што го нема, а не го испитувате тоа што го има. Што вистински Така требаше е. да испитаме по Трубарево? Да, не Еве би како можела. Да, и јас поточно ќе Не кажам би дали навлегувала. вистинските луѓе ја испитале Да. почвата. Дали Да. на вистинско место Да. се однесени тие Да. примероци, да кажеме, за да добиеме така. Да. релевантни А резултати. видите, у храна па никогаш не можете да испитате целата продукција. Едноставно е невозможно. Не кај нас, никаде во светот. Него се земаат проби, се испитуваат, државата си организира мониторинг програма која што значи во одреден период која култура е актуелна, зима примероци од контаминенти што пресметале дека е потребно да ги следат. Значи се работи, меѓутоа колку е, затоа пак се враќаме, не се тие единствени виновни производителите, меѓутоа тие се од нив произлегува храната, тие пласираат на пазар и затоа некако секогаш јас барем враќам и се фокусирам на нивното знаење. Сметаме дека ако не прават, дека грешките може да ги направат случајно, ненамерно, него за да не ги прават ни случајно, треба малце да се едуцираат. Да не доаѓаме до такви ситуации како што се случи во Трубарево и ред други. Ние секојдневно земаме храна, секојдневно имаме опасности од труење, од загадување на организмот со разни контаминенти. И ќе кажам, не само хемиски, него и микробиолошки, кои што се некогаш многу поопасни и поакутни последици може да предизвикаат. Колку вистинските луѓе и професионалци во својата област може да ни направат државата една мала Швајцарија, еве како секој од вас професионалец, многу ентузијастички. Да, многу. Маја прашуваш како Многу прашуваш сега вака по сабајлички. Треба да отвориме дебата до утре сабајле да трае. Еден час ќе ни трае емисија. Тоа е идејата, бидејќи сите вие сте професионалци во вашата област. Секој од вас вложил многу едукација во областа која што ја работите, па доколку секој ја работи вистински работата за која што се вложил, и да биде на право место, И да на кажеме. вистинското За жал ние сме многу може далеко да од носи одлуки. Швајцарија, Да. така да мислам дека уште светлосни години нема да ја достигнеме. Многу жално, но вистината. Алекс, уште колку минутки имаме? Да. 6 минути до крај. Имаме, добро. Имаме, Да, сакав Маја уште нешто да ја прашам, бидејќи на 17 ноември ќе се одбележи меѓународен или светски ден на предвремено родените деца. Ти како можеш да говориш на таа тема, бидејќи си личен пример? Се зборували често за тоа ништо споменуваат мајките во тој период. И онака кога мајката ќе се породи, телото ни е нели, со хормони, дисбаланс и така натаму. И самиот момент кога ќе ти кажат дека не се знае што и како ќе се случува, како психички се справи со тие моменти и која е пораката до оние кои што можеби ќе се справат и се справуваат со тоа? Во тој момент навистина не знаев што ми се случува. Добро. Затоа што некако сето тоа беше многу на брзина. Но потоа кога се вратив всушност дома, кога излегов од болница, детето
остана во болница во Уште колку инкубатор. време остана? Па уште 20 и кусур дена. Така. Нема да заборавам на смевката на твоето лице, иако очите ти плачеа, сепак се трудеше да останеш насмеана, неколку пати се сретнавме на клиника, така да секоја чест на ентузијазамот. Па И на се оно што додека го минуваш. Значи, јас, всушност, кога го земав детето дома, сватив што ми се случило. Јас, додека Лазар беше во болница, првиот пат, еве зборувам за првиот пат, навистина не знаев што ми се случува. Цело време само бев со мисла дека треба да се измолзувам, дека детето треба да прима мајчино млеко кога ќе се врати дома, дека тоа е најдобро за моето дете. На 3 часа навивав телефон за да станам, да се измолзам. Носев во болница мајчино млеко, одев тамо се измолзував. Цело време бев присутна, иако не ме пуштаа, стоев на врата, пуштате ме да го видам детето. Значи, тој мајчински инстинкт, нели, нормално нема кога... посилното. Да, од сето тоа. И после тоа, значи, кога се врати детето дома, всушност јас сватив низ што се јас сум поминала. Морам да кажам дека најголема поддршка во сето ова ми беше сопругот, да не беше така треба. он, значи да не беше он тука присутен, да не беше цело време со мене. Јас не знаев кај ќе завршам. Искрено ви кажувам, значи тоа се толку тешки моменти што на ниедна жена јас не би посакала да ѝ се случат. Во тоа време имаше една група, се уште постои на Facebook, мајки на предвремено родени деца. Толку многу е голем бројот на предвремено родени деца во Македонија, што не знам јавноста дали е свесна за сето тоа. Тоа секојдневно Која е се раѓа. последицата, зошто имаме предвремено родени деца? Значи се влие да, па воздухот, не знам, кај водата. мене- Јас колку што имаше- знам имавте уредна бременост. Јас имав уредна бременост, да, но имав одлепување на плацента и во едната и во другата бременост, со тоа што едноставно постелката не можела да издржи плод кога ќе накачи над 2 килограми. Значи во иста гестатиска недела со иста килажа се родени и едното и другото дете. Ние навистина многу сакаме многу детно семејство со сопругот, но тука застанува Добро, сега веќе други приказната причини затоа има. што јас навистина не сум способна, затоа што мене ми имаат кажано, јас кога отидов во болница, потпишав изјава дали детето или јас, да бираме кој ќе биде и како ќе биде. Затоа што не се знаеше што ќе се случи. И тенцарски во едниот и во другиот случај имаше. Така, затоа жените се најсилни во Да, да. секој сегмент на живење и делување. Кој е вашиот најголем мотиватор и поддржувач? Ивана, професорка, бидејќи сите ние за да бидеме она што сме, секогаш ни е потребна поддршка и подкрепа. Така, секако. Значи, поддршка и подкрепа треба за секој, посебно за една мајка доилка. Мене најголема мотивација и инспирација ми се нормално моите деца. Предпоставувам дека на сите мајки децата им се Така. најголема инспирација. Може би звучи како клише, ама реалноста е стварно така. А најголема поддршка ми се мојот сопруг, мојата мајка и другите мои блиски во семејството. Имам среќа да живеам блиску до мојата мајка. Мојата свекрва живее малку подалеку, но имаме прекрасен однос. Среќна сум што имам стварно многу драги и убави луѓе во моето околина. обкружување, кои што стварно ми се поддршка и инспирација и заради нив сум тука кај што сум денеска. Браво. Професорка. Да, исто. Сега дека ги слушам и Маја Ивана како зборуваат нели за почетните фази од развој, помалку ми е жал како времето бргу поминува, да. Вашите Меѓутоа, ќерки се покрај возрастни? моите се возрастни ќерки и мислам дека после овие вредни напори што ги даваме во младоста кон децата, после навистина вродуваат, таа љубов се развива и градите ликови кои ќе ги видите во што пораснале и какви луѓе станале, навистина се чувствувате горди и исполнети, вашата цел е исполнета со тоа. Тие ви се најдобри пријатели. Така. Што работа тие Да. колку ве наследи некој во областа која што вие работите? За жал не, иако беа заинтересирани многу во текот на своето школување и својата младост. Едната ќерка заврши француски јазик и книжевност, другата е економист. Така.
Ви благодарам на споделените приказни, на мотивацијата која што ја дадовте секој во својата област. Милина, мислам дека имавме разговори кои што може да траат уште многу долго. И верувам дека дадовте мотивација, надеж, утеха за многу наши гледачи. Така. Инспирација сме секој утро, така и ова утро. Ви благодарам што бевте заедно со нас и овие разговори ќе трае уште многу долго, но времето е она кое што го имаме предвидено пред нас. Не менувате го каналот и натаму останете, бидејќи сме најдобрите во македонскиот етер.